Како ли четворица спијат овде. Ке кажеш, кога ќе излезеш? Излезе ли? Добре, тука, Добро утро, Македонија, уште еднаш. Вака може? Или од оваа страна требаше? Преживе? Да, добро е. Леле, полека. Драги наши гледачи, ова што го гледате пред нас е дел од опремата која експедицијата, и како дел од експедицијата нашиот соговорник Лазо Миновски, од највисокиот врв во Јужна Америка, Аконкагва, се вратија во нашата родна Македонија, Скопје. Инаку, живи здрави, фала Богу. Инаку Лазо Миновски е познат на гледачите, на публиката кои што ја следат македонската радио-телевизија. Тој е дел од една ентузијастичка дружба, може така да кажам, еден подвиг кој што се нарекува Вератур и кој што 14-тата епизода имате можност и прилика викендов да погледнат. Останаа уште 2, вкупно се 16, изреализирани благодарение на колегата Бранко Чупески. Така, но годинава и трето издание ќе има на Вератур, пак имам уште една можност да се видиме со Лазо, а сега може да зборуваме за Аконкагва. Добро утро. Добро утро и добро ве најдов. Благодарам за поканата на Македонија наутро. Лазе, како што вети, го одржа зборот, секој ново достигнување, доаѓаш во студиото на македонската телевизија, како што доликува, нели? Лазо или Лазе, познат е по префинетиот вкус кога станува збор за достигнувањата, па ќе го прашаме какво достигнување е Аконкагва и немој да бидеш скромен. Крајот на декември случајно влетав во оваа приказна за Аконкагва. Ја имав во календар, али не баш за оваа година. Случајно влетав, без некое размислување, викам зашто да не. И така сакам оваа година да довршам една приказна на крајот на година, во септември, октомври да довршам приказна што не ми е завршена. Така да Аконкагва ќе ми дојде како авансно, како добра висина, со тоа што морам да одржувам висини преку цело лето. Приказната незавршена ема наслов, беше минатата година, не успеа беше, не успеа експедицијата поради лошото време, Ке прашав, благодарам. Чисто да... Да, што ме држиш будна за време на интервјуто. Шегата настрана, колку време е потребно да се подготви, да се изреализира една ваква експедиција? Од подготовките дома до Аконкагва, па верувам дека и за враќање назад. Сега колку време е потребно за искусен планинар, каде што цело време он е спремен, кондиционо, технички е спремен, не треба многу време. За почетнички планинар треба можеби година-две да се спреми. Нели првин треба се спреме психички, физички, да знаеме каде идеме, да знаеме на кои висини се качуваме. Додека за поискусен планинар треба само да најде слободно време и финансискиот дел, нели нормално. Ако споминавте психички дека треба да се подготвите во прв ред, а јас мислев ќе кажете физички треба да се подготвиме или на овој начин ја одржувате кондицијата за Вератур, третото издание годинава. Зошто толку присудна психата да биде подготвена за едно такво патување? Психата, ја општо психата ја гледам како број еден општо во животот за живење или во Македонија во моментот во динамично време. Затоа што психата е таа што ќе ве однесе горе на врвот, а не физичкиот дел. И бев сведок на една девојка, се запознавме баш на оваа експедиција на Аконкагва. Она беше Кармен од Загреб, од Хрватска. 2 пати има неуспешно Килиманџаро и Аконкагва и цело време вика дека низината бариера е и среќен сум што дознав дека сум до 6000 метри спремна. Не викам, Кармен, ти не си спремна во главата. Викам, нема теорија да не се качеш. Она и понудивме да се качи со нас, она тргна со нека друга екипа и она нормално не се искачи. Ја мислам дека со нас да беше немаше така да испуштиме од раце, ја качевме горе на врвот. Потребна поддршка на екипата, да се бодрите ли, можеш? Има ли моменти кога едноставно сакаш да се откажеш, сакаш да се вратиш? Порано на почетоците мои мислев дека човек кога сака да се откаже, дека екипава треба да го бодри и по секоја цена да го земе со екипата, да се качи на врвот. Сега, ако
некој сака да се откаже од врвот, слободно треба да му кажеме дека треба да се врати назад. Се зависи дали е ради физички дел, психички, страв и така натака. На лице место одредуваме дали да се врати или да се качи со нас горе на врвот. Какви се временските услови на Аконкагва? Под 8 е овој врв, меѓутоа еден од најпрестижните. Дали се различни од твоите омилени Хималаи? Да, ја моите омилени Хималаи не ги менувам со ништо на светот. Иако Аконкагва е, да речеме, пред искачување на Монт Еверест е врвот кој што треба се качи Аконкагва ради притисоците што ги има од двата океани. И белите ветришта. Да, и белите ветришта. Аконкагва е многу непредвидлива. Таа е dry mountain, нема снег и ако падне снег за еден ден го топи. Али интересно е што не можат никако да погодат временска прогноза, така да секој ден нас не се менуваше временската прогноза и се молевме да имаме добро време. Оно што мене ми е автентично и интересно, морам да те прашам, Лазо. Преминав на ти, веќе се знаеме некое време. Овој аутфит, овие бркови, тоа се дел од целово патешествие? Овие бркови, нели, и верувам дека е тешко да се одржуваат, имаат посебна приказна. Пред идам на планина, обавезно еден месец предходно не се бричам целиот и Добре. И после врвот кога се симнам веќе во цивилизација, тогаш ги пуштам брковите горе, не сум со бркови, ако се приметуваат ради бело црната брада. Али да, обавезно ги носам поста секој врв, уште 2-3 месеци ги одржавам, негувам и ги носам во Македонија. А што значи тоа? Раскажуваат за едно патешествие? Пренесуваат приказни од Аконкагва? Па не, и така малце ми е... Секој влак на своја приказна. И ми е поозбилно некако, така да поише сакам веќе... Да оставите впечаток? Посериозен? Добро ќе ве разберам. Таму остававме печаток, бевме амбасадори, брковите беа амбасадори на Македонија, која прашува од кај сум, кој ги држи овие мустаки и така натака, и се сликаат, доста со мене. Да. Се сликаат турци, се сликаат пакистанци, иранци, луѓе што имаат мустаки во нивната традиција. Али беа збунети, они имаат такви срамежливи во однос на моите. Кај Лазе се XXL, тоа да знаете, значи се е во Ќе потпрашав уште нешто, но продолжи со прашањето, ајде. Сакам да го прашам, бидејќи така полека ни истекува времето, на средината сме негде, можеби при крајот. На патот до Аконкагва ќари уште 2 врвчиња, едното беше безимено, а другото се викаше на Бонете. Бонете. Добро, не ти беше страв да не ја загрозиш до крај експедицијата, со самата помисла дека треба да скршнеш од рутата, веќе ја загрозуваш експедицијата, меѓутоа не ти беше страв дека можеби ќе ти се случи крах кон Аконкагва? Да, додека стигнавме, како стигнавме во Бейс Камп, Плаза де Мулас на 4350 метри, секој ден се движевме и моравме да ги правиме сите тие ротации за климатизација, идевме горе, доле, спиевме горе, па пак сидеме доле, па пак уште погори, така натака, и нели пренесувавме депозит на храна и на гардероба за финалниот самит пуш. Сега, после втората ротација, тоа беше 9 февруари, петок, се симнавме долу на Плаза де Мулас, одлучивме 10 февруари да биде слободен ден, сабота и од 11 февруари недела да трнеме нагоре. 10 февруари имamo роден ден, нели нормално тамо нормално, како не сум дома, тамо си го славев на 4350 метри. Едноставно им понудив на екипата кај што бев четворицата Филип Христов, Зоран Николов и Зоран Успрцов, им понудив дали сакате да идеме да се почастам за мојот роден ден еден врв. Ме одбија сите, рекоа дека не е окей, не е правилно, денот за одмор, пак да бидеме уморни, може да се загрози после Аконкагва, врвот. Сабале станав во 6:30, имаше многу јако невреме, ветер, ама јас кога ќе кажам нешто не се стопирам и си тргнав нагоре. Сам, соло, без никој, патот тој нема. Искусен планинар знае како да се движи. Па не знам кој од врв, па морав да качам уште еден врв, без имен го викам.
па тек после да дојдам на овој главен Лазо врв. Миновски пик. Да, ми се свигаше врвот, има горе крст, али тоа е фактички ако од Лазен улаз десно, ако каква, ова е од лева страна. И веќе на некои се 2-3 километри јас го гледам Чиле, а 2-3 километри на воздушна линија е нула. Ова Јована Ману Чао го пеат во песната за Марадона La vida es una tombola, si yo fuera Maradona, viviera como él. Кога би бил Марадона, би живел како него. Лазе мене лично Марадона меѓу планинарите. Морам да потпрашам, иако Ване ни се придружи. Сега само се придружив за брковите, да прашам. Си бараат грижа и нега кога се планинари. Твоите не да се срамежливи во однос на неговите. Не, ова... Вие двајцата сте срамежливи во однос на Лазе. Експрес. Ја не постојам. Проблем кај брковите е кога имаме невреме и кога врне снег или пак кога имаме бандани и дишеме внатре, кога ќе симнам банданата, целиот сум замрзнат. И треба тоа полека, степ бај степ, да се... Не смеам да ги откорнам, пошто ќе биде проблеми. Али окей, тоа е тоа. Во принцип, сите експедиции, повеќето планинари се со брада ради смрзнатини од ниските температури и ветриштата. Не сме го знаеле, гледате. Да. Значи, Бранко, јас и ти ако почнеме да пуштаме брада и ова на бркови, планинари ќе стане. Ау, зашто сум јас во приказната, ќе ве молам, не сум во приказната. Ова последното не. Да потпрашам. Кога кажа Лазо, да, имам забележано дека кај поискусните планинари, шега на страна, навистина имаат бркови брада, ете зашто било. Штити од ладно, дефинитивно. Ако не, треба дупли бандан да се. Да, дупли бандан. Кога сме на такви случаи. Двоен. Идеме сега со потпрашањето. Уште кога влеговте, реков, одлично изгледате, за разлика кога се видовме од Вератур. И што јадевте таму, како се одржувавте? Рековте, ништо не јадеме, ама не може ништо да јадете. Ви треба енергија. Доле, да. Доле во бейс кампот имаме фул сервис доручек, ручек, вечера, а нагоре, веќе кога ќе тргнеме нагоре, си имаме наша храна што си ја купуваме во Аргентина или дел си носевме од Скопје, ја од Скопје си носев 90% од Скопје. А што носите? Па ништо, носиме нудли, носиме супи, ја носев некои вакуумирани сланини и пршути, зашто се доста добри за енергија. И носев шумечи таблети со вкус на разни овешна, затоа што таму водата што пиеме од поточења или од езера, некогаш и топиме снег, ама тие води нема добар вкус, па морам да ставам дали чајче, дали шумечи таблети да се неутрализираат на убав вкус, да ми биде водата со убав вкус. Лазе, каков е животот во Аргентина? Аргентина е спортска земја, посетили некои од спортските објекти? Да, јас иако не сум по фудбалот, а знам многу мои пријатели што се по фудбал, морав да идам на двата стадиони, и Бока Джуниор, и така на те. Монументал и Ла Бомбонјера. Дури се не знам дали да го кажам или не, ама ете се здружиме таму со некој ерменец кој живее 11 години и не однесе на гробот на Марадона, бевме и таму. Зошто да не кажеш, што е само што таму не предупредија да не сликаме. Пошто има некои од картелите наблюдуваат кој го посетува Марадона и така да ние не сликаме. Мене ако ме прашаш, ја ќе приспиев на двата стадиона, барем по една вечер, меѓутоа и ќе да не се шубава репортажа. Јас сакам да предложам да го земете на репортажа следен пат, еве по Вератур, земете го не вака. Ако ништо друго физички вака. Македонска, пошто македонска телевизија ме прати веќе 4 години и стално ексклузивно првен да на македонска телевизија. Отворена покана македонска телевизија да го прати Бранко со мене на Хималаи. А може ли на Копакабана да не прата да ја освоиме Копакабана? Мора ли на Хималаите? Сега те молам. Прво ќе се ставиме на диета успешна, ќе се средиме и одиме сите на Копакабана. Може. Мене не ми треба, фала ви. Не сум дел од приказната. Добро, ти изгледаш веќе убаво за на плажа. Благодарам. Јас и Бранко треба да се средиме малку и доаѓа. Треба повеќе. Добро, ако ве прашам, кој ви е најголемиот предизвик, ако последен пат кога се видовме, ако тоа беше предизвикот за освојување на целиот регион кој што беше пред вас, како зацртан план за Вератур, пејве ги сега и врвовите, што ви е најголем предизвик? Па, мене уште 2022 ми беше предизвик да качам мојата прва 8 илјадарка, ама ете имавме
Имавме лошо време, баш од сите 14 врва таа година, нама наслов кај што беше најголемиото невреме со лавини, со жртви, така да успеав само до Камп 3, до 6800 метри да се искачам, па ја Министерството за туризам на Непал ја затвори планината. Али да, прво нешто што ми е да ја качам мојата прва осмијадарка, а после знам каде понатаму. Тука ќе завршиме полека. Јована, ја имаше честа да најавиш, сега имаш честа да дојдеш. Само сакам да кажам, бидете живи и здрави, исполнувајте ги врвовите, вашите очекувања, новите предизвици кои што ќе ви бидат, имате отворен пат за истите. Благодарам многу. Ќе се И потрудиме ќе дојдете биде тука, тоа. Да, нормално, тоа да го повториме, дека сме на ексклузивно. истото, да, тука ќе го промовирате.